Локалната самоуправа на Кочани спроведува постапка за вработување на нови лица во општинската администрација. Тие ќе бидат распределени на работни задачи во различни сектори и одделенија. Ангажирањето нови работници се оправдува со исполнување на годишниот план за вработување, според кој неопходни се 5 лица за одделенијата за комунални работи, за уредување на градежното земјиште и секторот за јавни дејности. На последната седница на Советот на општина Кочани имаше и советничко прашање до градоначалникот Папазов зошто се потребни нови вработувања во услови на финансиска и енергетска криза. Од 5 вработувања што ќе бидат во општина Кочани, дали првите 3 што се по список, како што се оглас отпишуван, полноцен работник за протоколарни активности, полноцен работник за општи работи и со работник во едношалтишкиот систем, дали не можеше да се најдат тројца вработени од тие 100 колку сте во општината вработени, 109 или 90, нешто не е битно, што ќе вршат истата работа, пошто нели збориме за рационализација на работни места, штедење, дали тие 3 места се толку битни, додека каде што имам недостаток во урбанизам, значи архитекти и градежници, таму е само двајца, мислам дека таму има поголема потреба од вработување. Новите вработувања биле неопходни за нормално извршување на обврските и услугите што ги дава општината кон граѓаните. При тоа се нагласува дека има и лица кои неколку години се ангажирани преку агенција за временно вработување и се чека на трансформација на работниот однос со редовно вработување. За другите работни места пак имало потреба од нивно пополнување. Општина Кочани е една од ретките општини која спрема бројот на жители во општината има најмал број на вработени во општината. Околу 96 со се пожененикарите. Во меѓувреме тројца заминаа во пензија, следната до крајот на годината имаме уште едно пензионирање, следната година и исто така имаме тројца лица за пензионирање и тука можеме да размислуваме во делот на прераспределата на работните обврски задачи, во делот на рационализацијата, а остатокот што ќе се појави како реална потреба ќе треба да го пополниме со нови лица. Според податоците од онлайн калкулаторот наречен Балансер, во моментот во општина Кочани од вкупно 95 лица кои се на платен список на буџетската сметка, 87 се македонци, еден е турчин, по тројца се власи и роми и едно лице е од друга етничка припадност. Од планот за вработување за 2023 година може да се види дека потребно е да се ангажираат уште 8 лица. Советот на општина Зрновци даде согласност на барањето од Агенцијата за храна и ветеринарство за определување простор на кој безбедно би се отстранувале свињите заболени од болеста африканска чума. Се работи за земјиште во државна сопственост со површина од 5,8 хектари, на кој ќе се ископа јама во која би се закупувале животните како превентива од натамошно ширење на болеста. Иако во општина Зрновци не е утврдено жариште на заболувањето, сепак, во рамки на превентивните мерки, неопходно е да се определи заштитна зона, односно подрачје што ќе биде под надзор. Со оглед што во соседните општини Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Карбенци има регистрирано заболени животни, неопходно е да се преземат соодветни превентивни мерки и на подрачјето на оваа општина. Сите локални самоуправи што се офанеми овај дел со заклучок на влада се задолжени покрај сите ово да ги ставиме и сите капацитети со кои што располагаме како машински така и човечки ресурси, мисли се нели на комуналните јавни предпријатија доколку има потреба. Значи не може градоначалник да не почитува заклучок на влада или решение на институција донесено. Доваѓаа кај мене беа се околу 10 наши сограѓани избрале чисто информативно. Јас си ги прочитав сите, пошто некаде околу 4 решенија се, почнувајќи првото од 3.8, завршувајќи до 15.8. Таму си е децидно, значи, со одговорност кривична ќе се сносат и тие што нема да постапат или ќе ги попречуваат инспекторите да си ја вршат работата и ние како локална самоуправа можеме последици да имаме за неспроведување на решение или на заклучици. Членовите на Советот на општина Зрновци донесоа едногласна одлука за определување локација за ископ на јамата за отстранување на свињите, што ќе бидат превентивно уништувани поради болеста африканска чума. При тоа беше укажано дека станува збор за законска мерка, а најголем дел од жителите на општината чуваат свињи за сопствени потреби, додека нешто помал дел се за комерцијална намена.
Министерството за земјоделство објави јавен повик за давање под концесија на крупниот и ситниот дивеч во ловиштата во повеќе реони во државата. Меѓу нив се и ловните терени во реонот на Соколарци, како и во атарот на Драгобрашти и Виница, каде што ќе може да се лови ситен дивеч. Според условите во огласот, концесијата за дивечот за овие ловишта е на период од 10 години. Право на учество имаат сите домашни правни лица, како и странски правни лица, кои имаат регистрирано своја подружница во државата, согласно Законот за трговски друштва. При тоа потребно е да ги исполнуваат условите што се утврдени во тендерската документација. Концесијата за секое ловиште ќе се доделува посебно, односно еден понудувач може да конкурира за едно или за повеќе ловишта. За подигнување на документацијата за пријавување на тендерот, заинтересираниот понудувач е должен да уплати неповратни средства во висина од 1000 денари. Во документацијата се содржани податоци за ловиштата во кои се доделува дивечот на концесија, површината, како и 10-годишниот износ на концесија, што е утврден согласно со посебната ловно-стопанска основа за секое ловиште одделно. Рокот за поднесување на понудите е најдоцна до 26 октомври годинава. Истите треба да бидат доставени во архивата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје. Сдруженијето Центар за современи уметности од Скопје организираше регионална трибина во Кочани, чија тема беше граѓанскиот активизам и неговото унапредување во локалните средини во државата. Пред граѓански активисти и представници на невладини организации од Кочанскиот регион беше нагласено дека основната замисла е примена на современи форми на активизам. Исто така, тенденција е за јакнување на меѓусебната соработка на сдруженијата, како и координирано организирање заеднички граѓански акции, што ќе имаат поширок јавен интерес. Ова е дел од 6 вакви средбеници низ различни градови во Македонија, кои што се однесуваат на тоа каде е граѓанскиот активизам, во кој правец се движи и како поуспешно да се развива граѓанскиот активизам во Македонија. Идејата е да видиме што се случува на полето на активизмот, како тоа да се усогласи, како да граѓанските активисти се помагаат меѓу себе за да постигнат поголем успех, односно за да може да се прават поголеми промени и да се решаваат проблемите на граѓаните по активистички пат. Слични граѓански трибини досега се организирани во Велес и Штип. Караванот на Центарот за современи уметности продолжува со регионални средби во Струмица, Скопје и во градовите од западниот дел од државата. Организатор на настанот во Кочани беше граѓанската иницијатива за чист воздух. Од Центарот за современи уметности истакнаа дека по завршувањето на регионалните трибини ќе се формира меѓурегионална група за соработка, што ќе го координира заедничкото дејствување на различните граѓански здруженија. И покрај очекувањата и надежите, младите фудбалери на Осогово кои се надпреваруваат во младинската втора лига, лошо го почнаа овогодишното првенство. Во првото коло тие забележаа само една победа и дури 3 порази. Во сите 4 конкуренции за противник ги имаа своите врсници од екипата на New Stars од Скопје. Во саботата кадетите на Осогово беа поразени со 5:0, додека младинската екипа победи со иста гол разлика, но постигна 7, а прими 2 гола. Во неделата пак на стадионот Никола Мантов, жолтосините им беа домакини на своите врсници од New Stars од категориите на помлади пионери и пионери. Во првиот надпревар на помлади пионери, екипата на New Stars беше подобар противник, при што Осогово доживеа пораз од 4:1, а на полувремето резултатот беше 2:1. Во вториот надпревар во категоријата пионери, гостите од Скопје беа уште поубедливи, победувајќи дури со 6:0. Екипата на Осогово, која по неколку години конечно заигра во втората лига за млади категории, не се откажува од натамошниот настап во лигата. Се очекува во наредните кола да им парира на своите противници и да забележи подобар успех и пласман на табелата.